Повтор пат во општина Илинден се одржува меѓународниот ракометен турнир Илинден, што е во организација на ракометниот клуб Илинден, а под покровителство на општина Илинден. Надпреварите се одржуваат во спортската сала Гоце Делчев, а учесници се ракометари во младинската категорија. Градоначалникот на општина Илинден Жика Стојановски на отворањето на турнирот упати честитки до организаторите на овој спортски настан, посакувајќи им успех и на сите учесници на турнирот. Турнирот е меѓународен и има учесници надвор од Република Македонија клубови. Спортот е една од активностите и надлежностите на општина Илинден, каде што се трудиме да го негуваме и пред се со создавање на услови за спортување. Задоволство ми е што повеќе турнири во текот на годината се одржуваат во општината Илинден, во повеќе дисциплини. Честитки до ракометниот клуб Илинден, честитки до сите учесници кои што денес се надпреваруваат, 20 екипи се тоа во прашање. Младинци кои што сакаат да постигнат повеќе резултати, екипи кои што се стремат да го покажат своето знаење и многу можем во меѓусебните надпревари да научат. Тоа е пред се целта, како да се пренесе искуството, знаењето и во еден спортски дух да се негува и дружењето. На меѓународниот ракометен турнир настапуваат 20 екипи, 13 екипи во генерацијата 2002-2003 и 7 екипи во генерацијата 2006-2007 година, при што спортската сала Гоце Делчев е домаќин на над 400 млади ракометари. На отворањето на турнирот, тренерот на ракометниот клуб Илинден изјави дека ракометарите се добро подготвени и очекува да постигнат одлични резултати. Ништо со напорна работа, со тренинзи може да се постигне буквално све. Така да и овој турнир е, да кажеме, ајде наменет за тој напредок на тие млади категории, посебно на моментално како што се оваа година на таа 2002-2003 генерација и 2006-2007, на таа најмала генерација која што допрва треба да се развива и да расти во Македонија. Ракометот во Македонија моментално мислам дека е број 1. Има стварно заинтересираност, нормално, сериозност, има така многу клубови каде што се работи добро, квалитетно со децата и нормално тоа се гледа по нашата репрезентација, сениорска, по нашите сега кадетска репрезентација каде што оди во нагорна линија. За добрата забава на првиот ден од турнирот се потрудија членките на денс клубот Еурека, кои направија еуфорична атмосфера.